Тука сум, никаде не одам е само една од илустрациите на богатата колекција која што има направена Моника Стојановска. Во утро ќе ве запознаеме со многобројната колекција на незини уникатни дизајни кои што се навистина автентични. Иако таа е дипломирана на катедрата за италијански јазик и книжевност на Филолошкиот факултет Блажа Коневски, сепак одлучува низ животот да ја промени својата професија и моментално се занимава токму со овие креативни дизајни. Моника, ќе ти посакам добро и убаво утро, навистина преубава атмосфера во твоето автентично катче. Ти благодарам, Ивана, и многу сум среќна што дојдовте на гости. Ајде да се вратиме вака години наназад. Како настана еве твојата приказна, односно од каде се роди еве оваа љубов и како настана Моки? Па со креативна работа, без разлика што и да имам правено низ годините, уметноста секогаш била многу голем и важен дел од мене и мојот живот. Конкретно со изработки се занимавам можеби повеќе од 10 години, а со Моки мислам дека се веќе 4 години, а продавницата функционира, односно физичкиот простор за Моки функционира околу 2 години. Така, зошто Моки и што е точно Моки? Моки е всушност многу интересно. Јас имам многу голема сентиментална врска со името, поради тоа што мојата баба ме викаше токму така и никој друг. И после тоа некако го прифатија и другите мои блиски луѓе од животот и си остана и мислам дека е многу симпатично име и дека одговара на сензибилитетот на тоа што го правам. Што се може да се најде во твојата колекција? Навистина буквално се е автентично, уникатно. Што се може да се најде во колекцијата? Да, тоа е најважно нешто, тоа што го спомнав, дека сите дизајни се автентични, значи тоа се мои авторски цртежи, кои што јас дигитално ги цртам, односно правам илустрации и подоцна ги нанесувам на различни производи, значи има од стаклени производи, чаши или вазни, се до сосем рачно изработени производи од текстил, како ташни, несесери, стегачи за коса, други украси за коса, кои што ги изработува всушност мојата пријателка Тања, која што ќе ја поздравам многу. Така што таа се грижи за делот со шиењето, а јас сум задолжена за аплицирањето на дизајните. Да, и како се црпи инспирацијата? Од каде доаѓа инспирацијата? Инспирацијата доаѓа од секаде, мене лично ми доаѓа од секаде. Постојано наблюдувам, истражувам мојата најблиска околина, ја истражувам, ги барам убавините најпрво во неа, па потоа понатака и пошироко. Така што тие работи, кога наблюдуваш, кога си љубопитен за она што те обкружува, тогаш тие работи остануваат во тебе, се таложат и после некако треба да ги извадиш на виделина. Мене тоа ми успева преку уметноста и преку книжевноста, преку пишувањето. Така, колку се дава еве поддршка кај нас на мали бизниси, но и вака на рачно направени изработки кои што навистина е вложено многу труд, внимание и уникатност каде што не можат да се најдат на ниту едно друго место? Па, најпрво сакам да кажам дека во нашата држава има значителен број на ракотворци, на занаетчи, кои што прават навистина квалитетна работа. И важното е што ние меѓу себе се поддржуваме и си даваме поддршка. Поддршката од местото каде што живееме секогаш може да биде поголема, особено од државата. Меѓутоа, непосредната околина, значи во непосредната околина ние имаме голема поддршка од луѓето кои што со годините се повеќе ги ценат. Тоа е очигледно рачните изработки, значи публиката се повеќе се зголемува, јас тоа го забележувам во мојата работа, исто така и моите пријателки од областа. Така што сметам дека секогаш има простор нормално за подобрување, за поддршката, меѓутоа секоја поддршка е важна. Например, ова интервју што денес го правиме од голема поддршка за заедницата.
Да, секако илустрациите кои што ги правиш ти, збогатени нели со текст кој што секако и тоа е уникатен, навистина добива една многу убава содржина, се добива еден многу убав целокупен производ и многу кажува нели за тоа колку е посветено во она што го правиш ти. Покрај тоа што се занимаваш нели со овие илустрации, ти пишуваш и поезија. Да, пишувам поезија. Јас пишувам многу одамна, меѓутоа никогаш не се усмелив да направам некој таков чекор за официјално да излезе некаде она што го пишувам. Меѓутоа, после долго размислување, после долго работење, го направив тоа и издадов мојата прва поетска збирка пред 2 години. Има и такви денови во издание на издавачката куќа Полица. Чекав подолго тоа да се случи, затоа што мислам дека како и за се што правиме во животот, имаме одговорност тоа да биде добро, тоа да биде квалитетно, така што чекав да созрее со годините и на моје огромно задоволство и оваа година подоцна, значи на кај ќе излезе мојата втора збирка поезија. Секако честитки, верувам дека ќе присуствуваме на промоцијата и публиката ќе дознае нели за оваа твоја втора збирка. Со какви предизвици се соочуваш во текот на твојата работа? Па секако дека има многу предизвици, што не се ни гледаат вака на прв поглед. Може да си кажат, колку убава работа, колку интересно да си продаваш и црташ, меѓутоа во позадина има многу еден огромен ланец на процеси што треба да се направат. Најпрво од инспирацијата, потоа од времето, од времето вложено во цртањето, во работата, подобрувањето, набавувањето на предмети, потоа фотографирањето, снимање, пишување контент, содржини. Значи јас сум одговорна за сите тие работи. Се разбира, имам подкрепа и помош од моите родители, секаква, особено емоционална, таа што највише ми значи. Ми помагаат во неколку од чекорите тука што ги користам за работа. Меѓутоа, на крајот, јас сум секогаш многу поблагодарна отколку што сум изморена од работата што ја вложувам, затоа што сум свесна дека да се има ваква професија е навистина вид на луксус, зборувам за емотивен луксус, така што за мене е ова најголемо богатство и колку што трошам енергија, толку и добивам, така што е цикличен процес. Да, верувам дека задоволството после завршен продукт, после завршена илустрација не се споредува со ништо друго нели на светот. Ние ќе ти посакаме да имаш уште многу блескави, успешни илустрации и да си продолжиш со темпото кое што го имаш до сега и понатаму. Да, благодарам многу, благодарам што бевте дел од мојот дом за изработки и се надевам дека ќе се видиме во наредна прилика. Благодарам.